ден на сите, добро дојдовте во уште една епизода на Тин Феномен. Денешната епизода е поразлична, затоа што денешната епизода е 10-та поред. 10-та поред, ако ги исклучиме Великденската и осмомартовската емисија. Така е. Затоа денес имаме нов гостин кој поседува супер вештини. Останете со нас, затоа што Тин Феномен Започнува сега. Михаил, кај ти е свидетелството? Му го дадов на Димитар. Зошто чај? Да ги исплаши неговите дома. Денеска во Тин Феномен имаме гостин кој што знае што е тимска работа, дисциплина и истрајност. Таа е девојката што ги спои глумата и природата и во двете улоги е навистина вешта. Таа ќе ни раскаже за незините предизвици и лекции кои досега ги има стекната. Затоа денес со нас е Марија Мургоска. Марија, добре дојде. Добро ден, најдов. Ви благодарам на поканата. Супер сум, вие како сте? Супер. Супер. Мило ми е. Знаеме дека се занимаваш со глума и со извинништво. После тоа сега кажи ни нешто повеќе за глумата. Кој те навлече кон глумата и така? Во глумата ме навлече првично баба ми што ме носеше на представи цело време кога бев мала, ама и општо мали ноземно сакав да се преправам цело време и сакав да глумам сцени од од омилени цртани пред огледало. И после тоа веќе првиот пат кој излегов на сцена знаев дека за таму сум. Дека сцената ми е местото кај што можам јас да бидам јас. Значи сепак од мали нозе си се навлекла и си изразила желба за такво нешто. Да. А кога прв пат дојде до да се сретнеш со глумата, кога прв настап кој ти бил? Прв пат нормално ми беше во основно училиште, имавме драмска секција што ми работеше многу добро. И на смотрите беше една мала представа со мала улога тогаш, но не знам, самото излегување на сцена на тие штици што ги викаме ние и самите рефлектори кога удираат во тебе, тогаш си го чувствуваш срцето кај што чука многу силно и знаев дека тоа не е фаза или дека не е нешто што може да помине, туку тоа е тоа што сакам да бидам во иднина. Во иднина. Така, кој беше првата онака професионална представа со првата професионална представа, мислам како професионално беше перформанс, не беше представа, што игравме со екипата од Штрих во Стровија. И тогаш прв пат можев да се сретнам со тој цел професионален процес на играње представа затоа што работевме со професионални глумци, вработени глумци во МНТ. И тогаш уствари одблиско осетив како е да бидеш дел од таа актерска екипа, како е да си актер. Така, значи имавте сепак некој ментор, човек некој што ве водеше низ сето тоа, така? Да, имавме режисер, Борис, ни беше режисер што ги водеше сите работи околу перформансот. И тој ни беше она што се вика ветер во грбот за да излеземе да изиграме. Да, и дали имаш некој идол по кого се водиш или сакаш еден ден да станеш како него? Моментално од домашна сцена идол ми е Дарија Ризова, актерката што зеде награда Бубамара, златна Бубамара за најдобра актерка годинава. Не само што е талентирана, туку е толку природна на сцена, толку е харизматична и успева да го задржи вниманието на сите кои ја гледаат. Од светска сцена има многу глумици што ми се идоли, но мислам прва и најмногу вака што ја сакам е Ема Уотсон, а за тие што не ја знаат, Хермајони Грејнџер од Хари Потер. Таа ми е повеќе во приватниот живот колку се посветува на сцената и колку ствари има некоја тивка сила во незе, што не знам, ете ја гради како одлична актерка. Дали глумата моментално ја сметаш како хоби или како една професија, пошто веќе почни со професионални представи? Да. Моментално глумата ми е хоби, хоби кој многу го сакам. Но во иднина го гледам како кариера, затоа што не знам, пробав да се пренасочам на многу други работи, не знам, канцеларијски работи да ги наречам. И сватив дека уствари тоа не е за мене, дека
не знам, не можам да го замислам животот без сцена, без градење на некој лик, без публика и да, сакам да прерасне во една кариера и спремна сум да дадам се од себе. Така, спомна градење на лик. Колку долго ти треба да се така, да се внесиш во ликот во лагата? Па тоа е различно од лик на лик, мислам секој лик е различен сам по себе. Некои ликови ти треба само, не знам, момент за да допреш до нив, а некои ликови треба многу подолго да ги анализираш, да размислуваш како нив, да ги разбираш зошто прават нешто, зошто не прават нешто. Се случувало од прв пат да го читам сценариото и одма да чувствувам некоја поврзаност со одреден лик, а се случувало и 100 пати да прочитам еден ист текст и се уште да не можам да го разберам ликот. И да не се правиш ниту во еден лик од Така. драма. Добро, зошто телефонов си го оставил во фриждер? Па пишуваше, остани ладен додека си пишуваш со неа. Да. Која ти била најомилена улога досега која си играла, анаке, или најголем впечаток ти оставила? Па најомилена и најтешка морам да признам досега ми е Марија од Диво Мисо. Марија сама по себе е многу тешка улога, многу сака разбирање, затоа што таа е една потиштена жена и мораш да ги разбереш тука концептот на општественото, концептот на болката што таа чувствува, за да го склопиш сето тоа. Морам да признам дека беше еден многу добар предизвик за мене да можам да ја изнесам незе како лик на сцена, но се надевам дека успеав тоа да го направам. А јас потврдувам дека таа успеа во тоа нешто. А во колку представи досега имаш учествувано и од кој жанр ти? Па досега имам учествувано во околу 6-7 представи, мислам како представа. Повеќето се нели трагедии и драми, а имам и во комедија, последната представа што играв беше комедија. И морам да признам дека повеќе се пронајдувам себе си во тие некои трагедии, комедии, мислам во трагедии и драми, отколку во комедиите, да. Јасно. А која беше последната представа која игравте? Последната представа која игравме беше Втората смрт на Кузман Капитан. Таа не е комедијата, ама таа е трагедијата со која освоивме место на Да, пофали се. на Масум, трето место на државниот надпревар за најдобра представа. А пред таа ја играв Пепелашка, таа е комедијата. Пепелашка игравме во Битолскиот театар и не знам, ми остави добар впечаток затоа што можеш да се искажеш себе си на некој убав начин, на некој, не знам, смешен начин да ја допреш публиката, но сепак овие другите мислам повеќе ми лежат. Така. Јасно. Дали имаш учествувано во представи надвор од Македонија или само во Македонија? Па досега немам учествувано во представи надвор од Македонија, тоа ми е еден таков сон, желба да учествувам надвор од Македонија. И во колку театри во Македонија имаш учествувано, или само во Прилеп? Се спомне во Битола. Да, имам досега играно во Прилеп, во Битола, во Кавадарци, имам играно исто и во Стомичкиот театар и во Велешкиот театар. За сега, ама тие сите биле некои младенски такви аматерски сцени, што се надевам дека во иднина ќе се промена. Ама сепак е еден вид искуство. Да. Нови запознати. Да, значи јас сакам да кажам дека не е битно каде се игра представата, битно е што се пренесува со неја. Точно така. Настрана од театарот и глумата, исто така знаеме дека си извинник. Колку време веќе? Па ова ми е веќе 7 година на извинници, да, одам од 14, од 12, не знам од колку, тага нешто тука. Добро, Зошто започна со извинништво? Започнав затоа што многу седев дома и братичет ми беше запишан пред мене и после тоа ќе дојде и ми рече немој да седиш повеќе дома, демек дојди јас ќе те носам, тогаш имаше некој камп, не знам, некој отворен ден. И ме однесе таму и прво мене ми се виде многу досадно, реков нема шанси јас овде кад идам, ама после некое време, мислам, кога веќе ме тераше да одам со него цело време, сватив дека уствари има нешто интересно, можеш нешто да добиеш од тоа, да научиш.
И што токму учите таму, чим спомна можете да научите нешто? Да, значи таму учиме во глобала се. Прво почнуваме од градење на карактеро индивидуално, учиме за тимска работа, учиме за вештини, за ориентација, следување во природа и најголемото што има мене оставено впечаток е дека учиме како да бидеме другар со сите и како да се пронајдеме себе си како индивидуа во таа цела група на луѓе, затоа што сме многу, ние сме 6 милиони кои сме приклучени на ова извинничко движење. Така. Дали се поделени како по групи или има одредена старосна граница колку може, например, да бидеш член? Не, мислам, сме поделени на групи, ама старосна граница кај што не смеш повеќе да бидеш член не постои. Почнуваме од 6 години до 11, тоа ни се развигорците, односно најмалите. После тоа од 11 до 14 ни се извинниците, тоа се тие баш најкритичните, мислам тие се тие деца што баш се во тој тек на изградување на личноста. И после тоа од 14 до 18 ги имаме истражувачите. Тие се тие што, не знам, ги освојуваат наградите на нашите надпревари. И после 18 веќе си ровер, до 24, мислам, 25. И после тоа веќе стануваш член на извинништвото или сениор. Сениор. Да. Значи, доколку сега би изразил ја желба да дојдам на извинници, не би можел да се зачленам. Или може да направиме некако. Можете. Во Прилеп немаме кадар на постари, затоа што најстариот во Прилеп ни е 27 години, старешината. И немаме кадар кој би ги водел тие, не знам, таа поголема група на деца, но во другите одреди, во другите градови, да, може да се запише било кога, затоа што тие нели си имаат обучен кадар на постари лица кои се занимаваат со тие баш тие групи. Денеска професорката по математика ни даде изненадувачки тест. И шој, многу се изненадив. На луѓе. Така, како спомна старешина, значи фактички тоа не се починои се подредени, така? Да, имаме. Значи старешината ни е највисоко, старешината е човекот кој раководи со старешинството, тоа е екипа на луѓе од кои ги составува старешината плюс 6 членови. После тоа иди началникот. Началникот е главен на советот на водачи. Советот на водачи сака да е различно, фактички тоа се луѓето кои работат со извинниците, со групите на деца, и после тие водачи се главни на волонтерите или на децата кои се поделени во патроли. Така. Дали ти имаш некои од тие чинови? Да, јас моментално сум водач на патрола, односно на водач на средношколците во нашиот одред и плюс сум волонтер на сојузно ниво, значи на ниво на Македонија и моментално сум на чекање за светско ниво за волонтер. Супер. Дали се сеќаваш на твојот извиннички ден и раскажи нешто повеќе за тоа? Да, првиот извиннички ден, мислам, не беше прв извиннички ден, таму бев поедена за да се запишам и се сеќавам минатата началничка беше седната во таа канцеларија што тогаш ја имавме. И јас таму влегов и таа ми се исполи некако многу накриво и јас му реков, јас не идам овдека повеќе. Ама после тоа, првиот камп, можам да ви кажам, дека беше во Свети Ѓорџија во манастирот. И таму, уствари, тој го правиме секогаш после уписите, за децата, уствари, да ја видат суштината на сето она што ние го правиме, да му доловиме во кратки црти што тие ќе доживеат ако се запишат на извинници. Јасно. Интересно. Дали некогаш си била во опасност во природа и како си се snашла токму тогаш? Досега во опасност не сум била, искрено да ви кажам, ама имам помогнато на друг, мислам, имавме акција во Скопје, кај што се надпреварувавме и едно од децата ја свитка ногата, а ние, мислам, не обучуваат на прва помош, за прв да кажам на извинници што така, и немаше кој друг тука и нормално ние што бевме обучени, го зедовме детето, му помогнавме. И мислам сега е здраво и живо и нема ништо на ногата.
И тоа е те се некои работи кои обичниот човек, мислам луѓето што не се определиле да идат на извинници, не секогаш ги поседуваат. Јасно. Значи сепак од извидништвото и се учи многу и се дружи. Да, многу. Добиваш од двете помалку. Така. Се надеваме дека прашањата не беа тешки. Не, Се супер допадна бевте. дружбата со нас. Многу, ве благодарам. Се надаваме за повторна средба со Само Поголема. звонете ви. Готово. Имаме. И ти посакуваме повеќе успех и поголем успех И и на двете полиња. и на двете палињата секако. И каде би ќе продолжиш после средно? А после средно планирам да продолжам на факултет во Нови Сад, тоа е Академија на уметности во Нови Сад, нормално на департманот за глума. Но ако не дај Боже сега викам да не ме примат таму, сакам да продолжам на или на театарска режија или на филмска режија. Така пак ќе биде тоа нешто околу. Околу, да. Околу театарот, да, околу филмот, но не знам од сега. Давам се од себете за да ме Времето ќе имате. покаже. Така е. Фала ти уште еднаш што беше наша Фала гостинка. ви. Полека, но сигурно дојде уште крај на нашата емисија. На нашата 10-та емисија. Ако ги исклучиме Вилегденската и 8-мартовската емисија. А вие останете позитивни, ведри, заљубени, уствари, останете какви сакате. Останете да не гледате понатаму. Чао!